Нема предвидено пари во републичкиот буџет за 2026 година за изградба на новата Штипска клиничка болница, но и за останатите капитални проекти предвидени да се финансираат со најавениот британски кредит, објави денеска министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Прилив на пари ќе има во 2027 година. Во врска со британските проекти, ние во овој момент уште немаме склучено никаков договор, имаме индикативни понуди, се работат физибилити студии и така натаму, така што средства за овие проекти не се вклучени и мислам дека јас и во минатото зборував дека за прв пат средства за овие проекти ќе бидат вклучени во 2027 година согласно информациите кои што ги добивав нели од ресорниот министер, од премиерот, и еве го се потврдува дека 2027 година ќе биде моментот кога за прв пат ќе имаме да кажам евидентирање на трошоци. Знаете дека за да имаме евидентирање на трошоци, претходно нели треба да има исклучено договор, да се сработи, да се испорача фактура, можно е да биде на крајот на 2026, но ние реалните плаќања ги очекуваме во 2027 година и За сметка на ова, Кочовска најави зголемување на пензиите во септември идната година, покрај најавеното во март за 1000 денари, но не прецизираше во која форма тоа ќе се реализира. Согласно растот на просечната плата, имаме раст кај пензиите, 1000 денари добија сега пензионерите, согласно пресметките исто толку ќе биде и во март следната година и во септември исто така, имајќи предвид дека просечната плата ќе расте и природно ќе расте и поради недостигот нели на работна сила и целиот тој природен процес во економијата што се случува, очекуваме дека ќе има раст на пензиите и понатаму, но ќе биде согласно закон. Сега можеби вашето прашање дали ќе биде линеарно или тоа оставам владата ќе одлучи дополнително, не би можела сега во овој момент да кажам. За растот на платите, намалувањето на невработеноста и процентот на инфлација, Кочовска изјави. Растат и платите, невработеноста е на историски минимум од 11,5%, а се очекува и стабилизирање на инфлацијата, која за 2026 година е проектирана на 2,5%.